Епа! Почитувани дами и господа, ова епизода е наменета за сите вас, скептици, што не вервите дека Македонија ќе тргне напред, што сеите по цел ден по дома и само мрчите. Ништо не, кој? Од ова? Ништо не вид. Дај да си ги ставиме дипломите во фиоче, да си ја ставиме мистријата подмишка и да тргниме по белиот свет фасади и кнауф да местиме. Од оде, готово, ништо не вид. Ова епизода е за сите вас наменета, затоа што во право сте. Да, драги мои дами и господа, факт дека сте во право е и тоа што неколку фирми на неколку функционери во државата добиле грантови за иновативност. Па дали имат нешто поиновативно од тоа да си станеш функционер и сам себе си да си доделиш грантче за иновативност? Па поиновативно од тоа јас нигде немам ништо видено. Нигде во светов не постои, ама ние го измисливме. Браво! Секоја чест на иновативноста. Не можам ни да замислам какви се иновации не очекуваат во иднина. О, иноватори наши мили! Тендер вреден 35 милиони евра го доби фирма чии собственици се помлади од 30 години. Епа нормално, светот е на младите. Некој што имат 80 години, ти 100 милиони да му даеш. Чуму му се. Речи му, нами ти 100 милиони, ќе речи, не ќуб. Само вака ќе ги задржиме младите во Македонија. Студио? Што туку ни јавија од студио дека собственикот на таа фирма бил од Белград. Добро ден, нема врска, аку. Еве и Македонија конечно откако почна животов, откако почна кеш да се труполит, да почнит малку да инвестират и во странство, да извезвиме инвестиции. Како? Не само тие кај нас. Студио? Од студио ни јавуваат дека фирмата која што го добила тендерот била отворена во деновите кога бил објавен тендерот. Преубо! Епа тоа е тоа, тоа се викат работа. Ја отвараш фирмава одма ти дента. 3 тендери ако не фатиш, одма клучот на врата. Не вреди да работиш. Клучот на врата, мистријата подмишка и кнауф да местиш. Одма!